Сега да прашам зашто баш на нас не прифати поканата да дојдеш? А на некои други не сум. Па не знам, затоа прашам тука. На некои други не сум. Така, затоа што јас имам искуства сега не именувам луѓе на кои што сум им придел и биле као ај ќе видиме, ај ова е она и на крај ништо не испаднало. Ама еве ние пошто сме никој ништо моментално 6-5 субскрайбери, ние сме на дното сме ни уште тука со црвите се држиме. Па да прашам како од твоја перспектива ти доаѓа човек рандом на ДФС и ти вика еј брат, може ли да не рекламираш? Така беше нели? Прво да не рекламираш? Не. Така беше причата ќе беше море, да. Така беше ќе кажам. И ти беше тој што рече па тај бе подкаст ќе прави што дојдам, да, јас бев да, не знаев дали ќе сакаш да доеш прво, за тоа. Да. Затоа се прашува. Технички ја тебе те прашав, јас сам се поканив. Затоа сакам да кажам. Искрено кога ќе речеш Иван Ајнштајн сега реално си фаца у Скопје, реални да бидеме. Добре, јас сум фаца, сум звезда. Ако сум фаца, не значи дека сум шупа. Добро сум одредена. Звездите се шупаци. Не така испадна моја. Да. Али види успоредба со мене кој сум ја, као доаѓам со другарчето и сум кој зашо да не? Ќе те прашам, знаеш за реклама, пошто баш ми требаше, се изнервиравме, пошто последното видео се изнервиравме дека беше под другите сите. Да, по стандард. Сите другите под стандардот, да. И викам, сега ќе му кажам на Иван, ќе рече, ќе прифати, ќе изрекламира, викам ќе качи, викам гласа. Значи со тој мајнсет беше криве. Мора да качи, ајде. Мора да качи. Викам мора да се деси нешто, не може така. Да. Ако не успееш, зашто за џабе го правиме? Реално да, мислам не треба да се срамиш како било каков контент, било каква уметност или што и да правиш. Не треба да се срамиш да кажеш дека го правиш тоа за некој да го види. Пошто зашто иначе го правиш? Пошто ние артисти сме кажувале као па јас го правам мојот арт за мене да ми се свига, што тоа е вистина, као мора први на тебе да ти се свига твоето дело што ќе го направиш што и да е. Да. Ама зашто го објаваш на YouTube? Да. Имаше Слаткару една многу стара песна, на 20 години може да има песна да кажа траката ти излага од писи, стануваш комерцијала. Да. Така, па тоа е поента дека ако веќе на некого тоа го приложуваш за некој да го види, тоа значи дека сакаш да го види некој друг. И без разлика која ти е целта да го види, дали тоа е за да заработиш пари или да си го испусташ егото или само за да помогнеш искрено на некого во нечив живот за да допре тоа до него. Без разлика која ти е целта за да допре до другиот, сакаш да допре до другиот. Така што многу е нормално да си барате начин како да ви се крене работата, што е работите, маркетинг, добра ствар. Така. Проба види. Тоа е тоа. Ете, дојде. Ама да, тоа ми рече, ајде нешто да изрекламираш 6 сабскрајбери, реков као нема да изрекламирам, ќе ти дојдам. Апсолутно, да. Ја искрено се зачудив и се изненадив. Мислам, види, мене ми од тоа како ми беше кул гај, као ти оседив енергијата. Ја претежно брат, има брат луѓе се филмаат, ме разбираш, као се прават да бидат кул, ама ако не си стварно се осеќа дека не си. Тоа е тоа. Да, не можеш да го изгубиш. Не ги судам тама работа, ама едноставно имам можност да бирам со која се дружам, така што ако сеш изгаси ја камерава и може да седиме се дружиме и ќе да шернам ја на стори дека ти имаш подкаст, знаеш. Не ми е поентата ја нешто посебно да снимам туку. Еве, сакам да се дружам, баш кај што тебе дознав дека сум те знаел. Дека да, не сум знаел дека сум те знаел. Да. Ме интересира как од твоја перспектива почна да кажеш како. Па зашто? Види, нема врска, добро, тоа ми доја на ДФС, мислам ја ти викам еве, ја не ни знам кај сум бил, ја мислев дека е темница, ти си ми викаш светловило, таа што немам перспектива таква. Али нели ете тоа, откако ти кажав како ќе дојдам, после ми прати ти шо има да видам и ја видов дека сте вие двајца многу chill guys, пошто јас се уште имав опција да те одбијам, така како во било момент. Апсолутно. Видов дека сте двајца chill guys кои што се во години кога почнуваат да размислуваат многу по deep into the shit. И дека курве боли дека снимате со телефонче, фала ви денеска еве камера што имате специјално. Мора специјален гостин, мора малце да се спремиме. Мора малце така. Значи видео quality телефон, аудио quality телефон, ме разбираш како не е нешто да речеш како леле овие квалитетни па подкаст, не е дека имате некој
принципи, некои шеми по кои што се водите и вака треба да не изгледа, така треба да не изгледа, туку стварно сте го прифатиле тоа дека ние сакаме ова да го правиме, нас ни е ова јако, интересно ни е животот и онака баш го доживувате, сега може да не поправете ме го грешам, али како е видна детска игра која што знаете дека е јако, ви е многу интересно, мислам тоа е животот као да ти биде игра, значи да ти биде интересен. Така што едноставно го правите тоа што ви е интересно и сакате да го кренете на некое повисоко ниво, као затоа што така тоа затоа играш кога идеш наредно, по босот тука се тепаш. Да. Си го геймифицираш животот и вие сте лабави и гледам дека чим почињате као мора од негде да се почне, пошто многу изговори сум слушал од луѓе кои што сакале да почнат со било што, као нека подкаст видеа, ја уште кога снимав ефтено нека YouTube видеа, ти имаше многу деца кои што сакаа да снимаат и сега ми доаѓаат и ме прашуваат Иван, а со што јас да снимам? И дека што не можат сами да се снајдат да гледаат јутубери и сакаат да станат јутубери. И со што јас да се снимам, као јас немам камера, и викам, као брат, нема везе, као снимај со телефон. И многу земале тоа како изговор, немам микрофони да снимам подкаст, немам камера да снимам видеа, брат, тоа што имаш. Имаш микрофон, имаш камера, све имаш fucking 5 инчи. Так. И добро, во денешно се се изговори. Порано сега 2 таму уште пред да се појави јутубот не можело. Можеше брат, ја имам снимано влогови и скечеви уште пред да објавам на YouTube, значи мојот прв скеч е на некој мој 11-12 години. Значи ја кога сум имал 11-12. Така што тогаш ми е, као песни почнав да правам негде од 9 години, да пишувам песни, не правам, као не снимав, немав, стварно тогаш немав као да снимам, ете пишував песни, пак имав текстописец. Да, и си ги рапував цело време текстовите. Али ете имав нешто телефонче такво обично со камера, VGA камера, да, знаете што е VGA камера. Ја имам видено, јас да. И после, ствари ги имам ујавено тие на YouTube. Имав имав едно видео кај што реагирам на стари видеа. Да. Тоа го имам, ама имав и еден стар YouTube канал кај што ги имам објавено тие скечеви неколку. Ама не на Иван Ајнштајн, на друг канал тој не го што ми беше, да, тоа ама actually ги имам објавено сега тоа ми тека. Ама тоа збориме одамна пред Иван Ајнштајн канал. Пред Иван Ајнштајн, уште не бев Иван Ајнштајн, бев само Иван. Па не бев само Иван, ама тоа беше периодот кога почнуваше Ајнштајн да влага во мојот живот како. Може ли маца тоа да го чепнеме? Знам дека го имаш. Не, да не го чепкаме. Дословно се забава, вика научници, тоа е тоа. Да. Ја знаеш, ма не може да знам. Ама да, тоа бе почим го знам. Да. Вашите гледачи и слушатели не го знаат. Да. Така е. Пукаме се публика, да. Иронично е тоа, Иван. Што нашите гледачи, твоите гледачи сега? Нашите гледачи дур да дојдат, има време.